Место во нашето време, во овај ултра мега спортски викенд, после оној огромен успех на нашите момчиња вчера, на нашите вардарци, кои што навистина не направија многу горди, многу радосни, многу срекни, а верувам дека денеска во 18 часот ќе бидеме уште посрекни и уште погорди на нив и конечно ќе научиме да се радуваме со цело срце на нашите успеси. Ние денеска одлучивме да бидеме ништо помалку отколку спортски, и тоа не таков спорт каков што негуваме во колективните спортови, туку денеска ќе зборуваме и овде ќе практицираме техники кои што се на некаков начин блиску до спортот, но многу ни помагаат да го избалансираме не само телото, туку и духот. Значи, ако сакате да се подготвите за ова лето кое што очигледно доцни секоја година се повеќе и повеќе, бидете со нас. Јас на самиот почеток, еве вака се извинувам, како што гледате, овај стајлинг некако толку многу денеска ми прилега, бидејќи ќе пречекам многу вредни, многу спортски дами, многу жени кои што внимаваат на сето она што значи баланс на умот, на телото, на духот и поттикнување на сите останати околу нас да бидеме подобри луѓе, поубави, посрекни и задолжително да ја негуваме таа убава наша насмевка. Сакам да ви најавам дека со нас денеска е најуспешната македонка во дијаспората, таа која што подеднакво е позната и како хуманистка, и како жена која што постојано организира настани за семејства во социјален ризик, за луѓе на кои што итно им е потребна поддршка, таа која што ја знаеме како дизајнер на спортска опрема и позната во нашава земја веќе 3-4 години наназад како Марија Ди Бјаџо, и таа е тука денеска во нашето студио заедно со незиниот велосипед со кој што ја извози нашава земја за само 7 дена лани ова време во екстремно лоши временски услови, дама која што навистина не знае за препреки. Марија, добре ми дојде. Добро ме најдов. Ти благодарам што денеска си наша гостинка за прв пат во Еден ТВ. За прв пат, да, во Еден ТВ. Благодарам на поканата. И верувам дека денеска ќе мотивираме многу, не само жени, бидејќи жените точно дека го менуваат светот и го прават поубаво место за живење, но верувам дека денеска ќе успееме да мотивираме многу луѓе кои што се залежале некако и мислат дека ако пролетта и летото доцнат, дека и ние треба да си спиеме на ушите, нели? Да се надеваме. Да. Кажи ми, тебе Њујорк ти е постојана дестинација на живење, таму си прогласена и за најуспешна македонка, најхумана жена, жена која што навистина знае да се стави од другата страна на приказната, која што многу помага на луѓето вдомува животни, постојано те гледам и те пратам на социјалните мрежи дека каде што ќе најдеш некој животинче кој нема семејство, ти одма му даваш дом. Кога почна да го правиш тоа? Па, знаеш како, Сузе, јас кога почнав со спортската облека и со компанијата за спортска облека, имав на ум дека не е само бизнисот што ќе ме влече напред, туку треба да има позадина, а позадината е секогаш минимум 10% да даваме од заработката на дечиња, на луѓе кои што им е потребна помош. Така да веќе од 2014 со Розевата трка и други хуманитарни настани правиме традиција во оние хумани дела. Одлично. Јас предлагам тука, ако режијата го има подготвено онај краткиот трейлер да погледнеме, бидејќи Марија кога ја извози со велосипед во лоши, многу лоши временски услови Македонија, сними документарен филм, се обиде да ги вметне сите кадри на оваа прекрасна наша убава земја. Ние не можеме да го изгледаме денеска целиот филм, но еве накратко да дзирнеме што се случуваше на тоа нејзино огромно патешествие. Ете, накратко, тоа е трейлерот, но имаш и некој друг кој што верувам дека гледачите веќе го знаат. Да, оригиналниот трейлер е со песните од Кирил Џајковски. Благодарност до Кирил Џајковски, до фондацијата Есма Реджепова, и ти ми се најде во многу
баш благородна положба да ми помогнеш за последниот кадар околу филмот со твојот глас. Така да целокупно од луѓе што беа инспирирани да бидат дел од филмот, склопивме едно парче од документарен филм за спорт од 45 минути. Браво. Марија, она што секогаш за тебе го имам како асоциација, дека ти си една силна, нескршлива личност, која многу пати си ми била мотивација и предизвик, можеби гласно и јавно, тоа никогаш не сум го кажала, но еве сега ќе го кажам дека во моментите кога јас мислев дека не можам да направам промени на оваа моја возраст сега, ти си ми ја дала таа поддршка, иако не си ни свесна за тоа колку многу си ме мотивирала ти, а подоцна и моите јогинки во Art of Living се разбира, но почетната моја промена почна токму од нашето пријателство. Точно во моментите кога дознав со какви силни повреди, Марија се пријави и истрча маратон долг 78 километри, верувале или не? Кажи ми, што се случува на целата таа приказна која трае и како можеш да го совладаш целото твоја внатрешна неможност, физичка, кога знаеш дека имаш проблем, но мораш да го завршиш тоа? Па тоа беше еден мој сон кој што оддамна сакав пред неколку години. Е тешко да се учествува на Disneyland Dopey Challenge се вика, кој што се состои од 78 километри. И се спремав, мислам дека претежно се беше ментално. Физички ја не бркав време, не бркав некој успех или личен рекорд, туку ми беше битно да учествувам, ми беше битно да бидам дел од едни од најголемите маратони во свет. Тука е Њујорк маратонот, тука е ултрамаратонот Њујорк 60 километри, трки низ Македонија, кој што јас секогаш рекреативно учествувам, и секоја година, поготово низ Македонија, ми е многу мило кога ќе видам поголем број на учесници од за разлика пред 4-5 години. Например, еве Скопски маратон, Крали Марко трейл во Прилеп, еден исто огромен успех бележи, еве сега Охрид трчат беше денес. Така да се раѓаат нови трки, нови маратони низ Македонија, што мене навистина ми представува ептен гордост и радост, затоа што почнувајќи на мојата професионална кариера со спортската облека пред 4-5 години, дречавите бои никој не ги носеше и сите велеа дека тоа никогаш нема да помине на овие терени и простори. А еве гледам дека сега масивно се користат и во тимбилдинг преку компании и индивидуалци. Браво. Јас, Фрежија, не се посоветував со вас, но би сакала, доколку имаме некој гледач, да го вклучиме. Еве, токму во овој блог знам дека паланчани се посебно горди на Марија Дибјаджо, која што живее во Њујорк, но потекнува од Крива Паланка и многу голем дел од годината е таа таму. И верувајте ми дека кој да се задеси од незините соседи, од луѓето кои што се занимаваат со земја, обработуваат земја и така натаму, таа влетува од авион право на нива да им помогне. И тоа не еднаш, ами многу пати сум била сведок на сите тие незини големи човечки моменти за кои што и се поклонувам. Ти се поклонувам секогаш, дури на комшиите кои што имаат ајвар за правење, ама им требаат 2 раце плюс таа секогаш е подготвена да влета и да им помогне со правењето на зимница. Ајде да го чуеме првиот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден, Сузе. Како сте? Солидно, добро и денеска. Прва сум во програмата. Браво. Сакам да те поздравам тебе и твојата гостинка Марија. Благодарам. Прв пат ја гледам. Јас не ги пратам социјалните мрежи, меѓутоа ова што го слушнав вистина е за восив. Така е. Сакам да ја дослушам и да ја догледам програмата како и секоја недела впрочем. Одлично. И сакам да кажам дека многу е важно менталниот и физичкиот склон да се во равнотежа, па човек да оди напред. Така е. Сметам дека е така. Иначе секој честитки и поздрави за Марија, за незините успеси, понатаму сигурно ќе ја следам и ќе ја гледам. Те поздравувам тебе посебно. Знаеш, јас тебе те одушевена. Јас те, не знам како да кажам, блиска те чувствувам премногу. Супер. Читајќи ги твоите книги, зашто секоја недела заедно со сопругот сме пред телевизија, и тој чита, и јас читам, и те следиме како своја. Одлично. Да не имам дел од емисијата, само така многу да ве поздравам. Ќе бидам до крај упорна, ќе ве гледам и ќе вежбам. Да вежбате. Ви благодарам многу за јавувањето и секој добро.
Ете, тоа беше наша редовна гледачка и мене ми е многу драго што не има секогаш поврзани сме кога се емисии во живо во прашање. Имаме уште еден гледач, да го чуеме и него. Добар ден, повелете. Здраво, е уште еден ваш редовен гледач, Ненад, од Свети Никола. Како си, Ненад? Здраво. Здраво, супер. Многу ми се допаѓа сега променат, да, во секој случај промена што направивте во ова издание на емисијата. Прекрасно изгледа, баш онака фреш, пролетно-летно. И дури стимулирачки, морам да кажам. Се надевам дека и за другите што гледаат делува така да почнеме да се грижиме малку повеќе за своето здравје, да бидеме малку пофизички активни. Да не тоа само за да изгледаме добро на плажа или другите да гледаат како изгледаме, туку чисто за себе да се чувствуваме поздрави, сигурни, цврсти. Тоа е многу важно, да се исполниме и духовно и физички и да направиме една синтеза од тие две работи, за да можеме да живееме убаво како што треба. Фала ви за прекрасните совети кои што ќе ги добиваме и поздрав до гостинката. Многу нарадуваат успесите нејзини. Многу ти благодарам, Ненад, и поздрав. Се слушаме во некоја следна прилика. Ете, тоа беше наш редовен гледач кој не следи од првото издание на Недела во 3. Супер. Разликата помеѓу Њујорк и Крива Паланка претпоставувам дека е огромна. Но ти умееш сето тоа да го избалансираш и умееш сите твои неволји од спортот, сите овие повреди кои што ги заработи на големите маратони, на сите твои напорни авантури во кои влетуваш, да ги лекуваш со јога. Што открива јогата? Да. Последната повреда ми беше на препона, на десната нога. И пробав бањи, пробав разни масажи, ствари. Немаше промени, освен после 20 километри, јас пак имав болка во ногата и пробав јога, пошто во Њујорк на 5 минути пешки од кај мене е едно од најдобрите студија за јога. Пробав јога, ми се допадна, претходно не ни можев да замислам со оглед на адреналинот во тело, со оглед на целиот темперамент, ми се допадна и имав промени и физички и ментално. И продолжив, кога стигнав во Македонија, сега продолжив и во Македонија. Од Македонија заминав и во Индија на јога ретрит, каде што е родена јогата во Ришикеш. И бев 8 дена, баш онака во ашрам, во храм, каде што спиеш на дрвен кревет и каде што имаш јога од сабајле од 8 часот до вечер до 7:30 со филозофија, со медитација, со целиот ден е исполнет околу јога ретритот. И сигурно таму сретна многу срекни луѓе. Да, кои не се многу богати, така, ама се срекни. Имаше фантастични луѓе. Едни што ми оставија впечаток беше млад брачен пар од Франција, кои што ги оставиле работните места и една година ќе шетаат низ Индија, Непал, Бурма и сите тие земји околу Индија, така да и пишуваат блог. И тоа е нештото што мене ми остави баш впечаток. Имаш исто постари господи од Австралија, кои што беа на јога ретритот, беа низ патување низ Индија. И за разлика од тоа што јас се припремав за Индија и ментално дека ќе биде нечисто, ќе биде се можно лошо, испадна дека е преубаво искуство. И што јас би сакала пак да поминам еден јога ретрит, само не од 7-8 дена, туку повеќе. Да трае подолго. Те посакувам тоа да ти се случи, познавајќи те, убедена сум дека тоа ќе го реализираш во иднина, задутре заминуваш назад за Њујорк, со тебе носиш и куче кој го вдоми тука, така? Не, тоа куче ќе биде вдомено во Америка. Да, тука е бездомно куче кој што ќе биде вдомено во Америка. Како се грижат таму за животните? За луѓето знам дека се грижат повеќе отколку овде. Каков е ставот за животните таму? Знаете што е, има доста активисти кои што се грижат и овдека за нашите животни кои што се стварно премногу на улица, да бидат вдомени надвор од Македонија заради тој пристап на луѓето околу животните. Пошто кај нас знаеме дека не секој пат и да кога вдомуваат за недела, 2 месец ги враќаат назад, ги пуштаат на улица и ќе видите на улица има многу расни кучиња кои што за жал завршиле таму кај што завршиле поради неодговорноста на собствениците. За разлика во Америка што гледаме тоа што
луѓето стварно се грижат како за дел од член на семејството. Затоа што куќето не е само за Божиќ, кај што се даваат играчки, туку е за цел живот да имаш пријател. Така е. Јас многу сум ти благодарна што денеска во оваа спортска, необична и нетипична недела во 3 дојде и ни ја разубави, ни ја отвори емисијата. Верувам дека ќе мотивираме многу луѓе да се занимаваат со физичка активност, да бидат хумани, да бидат човечни и секогаш онолку колку што се во можност да помагаат. Имаме уште еден гледач, ајде да го чуеме и него, па потоа Џулија Кустик се тука како и вообичаено и нешто ќе ни запеат. Повелите, во програма сте. Добар ден. Добар ден. На телефон е Лилијана Гаджевска. Имам само едно големо воодушевување од гостинката. Значи, од вас се знае, меѓутоа, браво, девојче, браво. Ме подкрена за 5 сантими. Толку сум горда. Ето Значи, тоа е. Тоа е браво, тоа. зашто поканувате вакви гости. Тоа е тоа. Воодушевена сум. За малку ќе ни заминеше во Америка, па немаше да успееме денеска да ја имаме тука во студио, но јас сум среќна што конечно го најдовме идеалниот тајминг, идеалната прилика во овој убав спортски викенд и Марија Ди Биаџо да биде со нас. Браво, едно големо браво од една баба. Значи, навистина сте волшебство, не знам што да кажам. Браво. Благодарам. Сте твоите сигурно многу горди. Кога сум јас горда, сигурно и твоите се горди. Да, благодарам за и поддршката. Понатака. Наше Македонче, браво. Па не секој ги поддржува хуманитарните дела тука, само тоа ќе ви кажам. Не секој, ја имав сега само спор мал околу едно школо во Крива Паланка, Да. во село Нерав, кај што директорот одлучи дека донација не треба за школото, од денес за утре ми се јавија, кај што јас бев таму дента да им покажам што ќе донирам на дечињата и што сакам да ги обучам дечињата, разлика од dry fit и обични мајчки, каде што утре дента ми се јави и рекоа дека не може да биде донирано после 3 години донации. Да, во Македонија многу работи за жал се можни Да. и непријатни, но ние не се откажуваме, така нели, така. особено Али кога го благодарам за правиме тоа поддршката, со да, чисто да. срце како што го правиш Така. ти. Јас знам Да. дека ти никогаш не се откажуваш. Ви Да. благодарам многу што ни се јавивте денеска и останете секогаш со нас и на вистинската фреквенција. Довидување. Јас како што најавив и се благодаруваме многу на Марија, те чекаме Фала. следниот пат кога ќе ни дојдеш од Америка или можеби од Индија, не знам, а Џулија Кустик се тука да ни ја подарат првата музичка numера, а веднаш после тоа вежбаме јога, подгответе се, не мора да имате јога мат, битно е само да имате желба. Used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I don't wanna spend all my life just waiting for you. Now every time I go for the mailbox, gonna hold myself down. No, 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 'cause I just can't wait till you write me or coming around. Oh yeah, I'm walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and I don't feel good. All right now, and I don't feel good. All right now, I used to think maybe you love me. Now, baby, it's true. Don't wanna spend all my life just waiting for you. I don't want you back for the weekend, not back for the day. Oh, no, no. I said, baby, I just want you back and I want you to stay. Oh, yeah, I'm walking on sunshine. Oh, walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and I don't feel good. All right now, and I don't feel good. All right now. I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine.
Светено сторено. Рековме ќе вежбаме јога и тука со мене се моите јогинки што ги споменав пред малку во разговорот со Марија Дивјаџо. Тука е мојата инструкторка Магдалена Маца. Тука се Сонја, тука се Биби, дами кои што ни го разубавуваат животот и кои што секојдневно во Art of Living уметност на живење ни го прават животот многу поинаков. Значи, мојот живот многу пати сум го кажала тоа и кога ме прашувате мене, претрпе огромни промени, не заради тоа што јас добив на подарок магично стапче, туку заради тоа што јас ја запознав јогата. Добре ми дојдовте, драги мои дами. Добро те најдовме. И ви благодарам што денеска на многу луѓе ќе им помогнеме да направат крупни промени во нивниот живот и да се обидат да дојдат до некои одговори кои што единствено можеме да ги најдеме во јогата и во други дисциплини кои што подоцна ние тука ќе ги практикуваме до крајот на денешното издание. Маца, како се поздравуваат јогинките? Намасте. Намасте. Ете така. И сакам на почеток, онака како што ти нас убаво на секоја наша практична сеанса не запознаваш со придобивките, но и не запознаваш со филозофијата. Во кратки црти што представува јогата. Луѓето имаат општ впечаток, како што јас пред многу години, дека тоа е нешто многу досадно, многу забегано. Многу страно нешто. И многу не нешто без везе, што би се рекло. Запамтив Марија кога рече што би правела јас со јогата кога и со мојот адреналин. За себе исто тоа би го рекла, ме знаеш, ме познавате доволно. Значи, јогата како дисциплина воопшто не е нешто страно или пак како што велат споро. Или пак нешто што не е за мене. Јогата е дисциплина, би рекла, не е вежбање. Заради тоа што дисциплина е заради тоа што навистина мораш да и се посветиш и да и ветиш и себе си да си ведиш дека тоа ќе го сториш секојдневно, редовно, за да почувствуваш промени. Ние сите спортови, сите активности што ги правиме за себе, така? Правиме за да ни е поубаво. Правиме за да се осознаеме повеќе себе, да се одмориме, да се релаксираме. Јогата ја има целата магија воедно. Зошто? Заради тоа што прави равнотежа на телото, на душата и на умот. Кај нас во ова секојдневни умот ни е многу активен. И сега, например, било која активност кога сум ја правела, јас сум човек што навистина сакам спортови и сум активен заедно со моите пријателки, ги освојуваме врвовите, возиме точаци, не знам, одиме на пилатес и така натаму, но имаш еден дел што цел живот, можеби 15 години последниве, барав како да сум си задоволна самата со себе, односно како да сум среќена кога не сум со Сонја. Како да сум задоволна со себе си, затоа што ние со себе си немаме контакт. Техниките на дишење што ги запознав и јас на едно од моите патувања во Индија ме фасцинира, мислам, од прва. Односно, реков, ова нешто и треба на Македонија, на нашиот народ, заради тоа што овие техники за дишење, ритмичко дишење и одредени позиции што ги правиме, што ги носат животните, нас ни ја даваат и не носат во нашата вистинска природа. Односно, со помош на техниките на дишење, кои сами знаете кога практикуваме јога, во исто време мора да го пратиш здивот, да му дадеш наредба на здивот и на положбата, например, на раката, прави одличен склоп каде што се случува да лачење на серотонинот, односно хормонот на среќата. И кога ќе велат после една јога сеанса од 1 час, ништо не правевме, молчевме или вежбавме, ние сме среќни. Да, многу зависи од енергијата на инструкторот, на групата, на луѓето што се таму, но ние, сама знаеш, ние не говориме ништо. Да. На крај нешто говориме, а среќата е твоја. Серотонинот е хормон кој нас ни се лачи кога ние ритмички дишеме. А тоа можеме само да ги научиме на работилници, на јога часови и така натаму. Туку што заврши трехдневната работилница програма на среќата, после која што јас почувствував, кога прв пат бев на таа програма, на таа работилница, почувствував забележливи промени. Значи не ги забележав само јас, ги забележуваа дури и нашите гледачи, дури моите блиски и така натаму. Значи, ја препорачувам топло на сите луѓе кои што сакаат да направат промени во животот, кои што сакаат да си ја вратат среќата во
Себе љубовта кон себе, да си ја вратат насмевката ако заборавиле кога последен пат се насмеале и пред се да бидат срекни, бидејќи ние сме родени со право да бидеме срекни и да го уживаме животот со сите негови дарови, со сите негови благодети, со сите негови убавини, колку и тој да знае од време на време да биде неправеден кон нас, така и кон секој жив човек. Сега доаѓаме од таа работилница и веќе 20 луѓе ги оставивме сретни со насмевки. За секој од нив знам навистина ни што поминува, знам и за себе ни што сум поминувала, знам за моите пријателки. Проблемите, односно предизвиците, се уште ќе ги имаме. Но едно зборувавме дека наместо 7 дена јас да паднам во еден таков, во една тага и немир и што да правим и да се фрустрирам, со овие техники на дишење, секој респекти према сите спортови, јас зборувам сега за јогата, навистина стресот и предизвиците ги решаваме малце пократко, односно животот нели носи едни такви валови кои се горе-доле, стануваат поплитки и знаеме да пливаме. Доволно е да дојдеш на јога час и неколку мали мудрости да ги проговориме, некој клик во главата секогаш има, нели, и си кажеш, да, тоа е тоа. Например, денеска говоревме дека немој да бидеме фудбалска топка на другите мислења. Тоа е, мислам, за македонскиот народ, се поврзувам со претходниот разговор, ние само гледаме другите да ги задоволиме, ние гледаме, нели, на некои помало граѓански умови и се шириш, а таму, ако се изгубиш во тие малограѓански очекувања и остварување на други желби, тогаш ќе се изгубиш себе си. Така е. Ние не сме дојдени денеска да се изгубиме себе си, напротив, тука сме да се пронајдеме и да ви помогнеме и вам да се пронајдете. Јас се подготвив за вежбање. Така. Можеме да направиме, те следиме тебе, да ги следиме твоите инструкции. Да, во зависност од тоа колку време имаме, ќе направиме, би направила неколку две техники за дишење, за да го избалансираме здивот, да ги смириме мислите и потоа ќе направиме една вежба. Јас велам, тоа е, еве, за овој летен период, ако секој од нас уме да си одвои 15 минути пред да одиме на работа, како што го правиме ние 4 овдека, поздрав на сонцето, тогаш денот на вистина ќе ни биде одличен. Супер. Одиме. Девојки, седнуваме, ги затвараме своите очи, убаво во мир, вдишуваме длабоко еднашка и длабоко издишуваме. Дишеме полн јогиски здив. Како го дишеме? Вдишуваме, градите ги исполнуваме, стомакот оди надвор го исполнуваме и со издишување едноставно само со папакот приклучи се кон внатре, кон рбетниот стоп, потоа повторно вдиши, исполни граден кош, исполни стомак, исполни се себе си. И издиши, притисни со папакот навнатре, градниот кош малце паѓа. Уште еднашка вдиши длабоко. Со издишување види дали има мисли, погледни дали има било какви сензации. И издиши така. Вдишуваме главата ни во центар. Со издишување нека клецне напред, притисни брада, граден кош. Вдиши, убаво енергично, оди во центар и полека главата, нека оди назад. Вдиши центар, главата ни оди напред и направи 3 круга ротација. Надесно вдиши, налево издиши, така, надесно вдиши, налево издиши, така. Уште еднашка вдиши, издиши. Сега направи 3 круга налево, вдиши, обратно, така, во свој ритам. Ослободи го вратот, главата. И доволно. Полека врати ја главата во центар. Малку ротација со рамената, убаво енергично, движење кругови назад, вдиши, издиши, неколку напред, одлично. Вдиши рацете, убаво истегни ги нагоре.
И со издишување полукружно спушти. Земи еднашка убаво здив. Вдиши и издиши. Полека подгответе се на почетокот на својот јога мат, ке направиме поздрав на сонцето. Така. Застанете на почетокот. Вдишуваме еднашка длабоко. И издишуваме. Вдиши. И со издишување поздрави го сонцето, намасте. Издиши. Вдиши, отвори штипалка убаво. Оди назад. Со издишување затвори штипалката додоле. Така. Вдиши, десна нога назад. Убаво. Така. Левата нога е напред. Со издишување и левата оди. Застани во. Сега вдиши. И со издишување одиме. Дете. Одмори. Одмори за момент. Повторно вдиши, одиме. Така, кобра. Цела. Браво. Со издишување куче. Издиши, оди позиција куче. Вдиши, десна нога напред. Така, главата горе. Исправи. Со издишување левата се придружува. Од затворена штипалка одиме нагоре. Вдиши. И издиши, поздрави го сонцето. Малку одмори, вдиши длабоко и полека издиши. Повторно вдишуваме и со издишување намасте. Поздрави го сонцето. Сега вдиши, рацете горе, убаво истегни се папакот нанапред. Издиши, затвори штипалка. Вдиши сега лева нога назад. Главата напред гледа, убаво истегни. Со издишување десната се придружува. Така, равен задник. Вдиши, позиција на дете, одмори за момент, задржи здив. И со вдишување одиме во кобра. Цела кобра. Така, одиме горе. Издиши куче. Вдиши лева нога напред. Полека издиши десна до неа. Вдиши, отвори штипалка. И со издишување затвори го поздравот. Намасте. Ова е едно од најблагородниот сплет на вежби, која кога се вежбаат една со друга, даваат на телото одлична енергија, баланс, распоред на лева, десна, хемисфера, да биде мускулите субаво истегнати. И ова обично се практикува 10 пати. Односно, 10 пати е лева-десна. Така е. Еве 5. Одлично. За добро утро, да. Јас многу сум благодарна што еве поздравот на сонцето го направивме. Многу ми слушале, но не знаеле што значи всушност и колку моќна вежба е ова поздравот на сонцето. Ќе ја практикуваме и на интернационалниот ден на јогата, кој што ќе биде сега при крајот на јуни. На 21 е званично, а не знам ние кога ќе го подготвуваме, мислам на 19 и 20, така доаѓа. Но ќе ги информираме дополнително сите заинтересирани, како и првиот гледач кој што ќе ни се вклучи, ако не успее сега веднаш нешто подоцна, ќе му доделиме еден месец бесплатно часови во нашата Art of Living йога студио. Браво. Одлично. Јас топло ве препорачувам и ви посакувам да бидете среќни, дали ќе биде тоа со јога, дали ќе биде некоја друга техника која подоцна ќе ви презентираме, воопшто не е важно. Важно е да се обидете, да се најдете себе си. И да не стоите во место и да чекате да се случи чудо, бидејќи чудото само од себе навистина нема да се случи. Многу ви благодарам, намасте, што денеска ни ја збогативте многу со јога техниките оваа наша недела во 3. Ние повторно предлагам Джулија Акустик да одиме со музика, бидејќи животот со музика и со јога секогаш има смисла. И потоа одиме да вежбаме пилатес, подгответе се. Одлично. Која ли е земјата која ќе корам,
Која ли е звездата, каде сум запишана, каде одам, од каде ли доаѓам јас? Посакав да знам дали ти ме сонуваш, посакав да знам дали ти ме сонуваш, посакав да знам дали е вистина ова што го чувствувам, дали сум љубена или се измислувам, нешто не растасува. Целова моја приказна, ти ми не растасуваш, што мисли бе ми ги разбарчуваш. Која ли е силата на мислата, каква ли е смислата на мудроста, дали сме сами или некој не чува нас? Посакав да знам како да ти се приближам, посакав да знам како да не те повредам, посакав да знам дали е вистина ова што го чувствувам, дали сум себична кога ми не растасуваш, нешто не растасува. Од целова моја приказна, ти ми не растасуваш, што мисливе ми ги разбарчуваш. Нешто не во ред, околу мене нешто не во ред, со мене нешто не во ред, нешто не растасува. Овде нешто не во ред, околу мене нешто не во ред, со мене нешто не во ред, нешто не растасува. Нешто не растасува. Во целова моја приказна, ти ми не растасуваш, што мисливе ми ги разбарчуваш. Браво за Джулија Кустик, прекрасен избор денеска, навистина не погодивте спортски вака, адреналински малку и со ритам точно токму таков каков што денес нас ни треба. Во Скопје врне, можеби врне и низ целава земја, но верувам дека тоа воопшто нема да ве поколеба и воопшто нема да се откажете од летото, бидејќи дрвата за мај ни стигна, ама за јуни дали ќе ни стигнат, јас навистина не знам како тргнало вака, навистина ќе ни треба се уште парно греење и ќе ни треба затоплување, но ние сме тука за да одиме контра на временските неприлики, кои што навистина понекогаш знаат и да не демотивираат, ама затоа се тука моите гости пак да не мотивираат. Марина Пешич, долгогодишен јога пилатес инструктор е со нас, една од оние девојки згодни на Fit One кои што се занимаваат со сите можни техники на
на вежбање, на поттикнување, на менување на нашата целосна структура на мускулите и воедно добро расположение, бидејќи кога се бавиме со физичка активност, Маринче, ние не можеме да бидеме несреќни, така нели? Точно така, затоа што физичката активност е одговорна за нашето расположение, затоа што ги зголемува, односно ги помага да се лачат хормоните на среќа. И секогаш кога сме физички активни, тоа е неизбежно, затоа препорачувам на секој да си пронајде било која физичка активност што ќе му годи, што ќе го прави среќен, секогаш да најде време да ја практикува. Така. Пилатесот е релативно нова, би рекла, дисциплина. Можеби и не е толку нова во светот, колку што во Македонија некако малку знаат за пилатес. Но колку е популарна во Fit One кај вас и колку луѓе и од кои возрастни групи ја го практикуваат? Така, пилатесот ние во нашиот клуб го практикуваме повеќе од 10 години. Клубот ни обстојува 15 на години, 15 точно. Пилатесот ни е 10 на години и голем е интересот, морам да кажам. Затоа што нема ограничување за вежбање кај пилатесот, некако слично на јогата. Морам да напомнам дека во нашиот клуб од оваа година имаме веќе групи за јога, точно. Еве да кажам дека со помош на Милица Николовски од таа доби сертификат во Канада, јас тука дипломирам на факултетот за физичка култура од Секи јога и станав првиот инструктор во Македонија со диплома спортски тренер по јога, така да во клубот имаме и јога и ако да се вратиме на пилатесот, затоа ја спомнав јогата, нема ограничување за вежбање во пилатесот. Значи може да вежбаат и млади и повозрастни, да не кажам стари, и со нарушено здравје и здрави и потполно фит луѓе, така да вистина дури и трудници. Јас многу често точно гледам на оние страни кои што мене ме интересираат и кои што ми се секогаш предизвик да дознам нешто плюс. Гледам дека доста се прават и курсеви со пилатес за специјално за трудници. Така. Да, треба ли некои воведни препораки околу тоа како треба да се подготвиме ние физички, во каква физичка спремност мораме ли да имаме некоја посебна кондиција за да почнеме да се занимаваме со пилатесот? За пилатесот, еве за трудниците прво да најавам, во нашиот клуб доаѓале и трудници и со напомена за кои вежби можат да ги прават, а кои да ги избегнуваат, успешно вежбале. Иако немаме групи за трудници, морам да напомнам и пожелно е нели да се има препорака од лекар дека може да практикува било каква физичка активност, па така и пилатес. Меѓутоа, за сите други луѓе нема никакви ограничувања, не е потребно да имаме значи некаква физичка спрема, затоа што пилатесот најпрвин бил создаден како една терапевска метода. Ја создал човек кој бил болежлив, кој бил имал проблеми со коските, со здравјето, со астма, со рахитис и тој го создал овој систем на вежби за да си помогне на себе си, па кога видел дека тоа е многу успешно, почнал да го применува и кај другите луѓе и полека од кога се преселил во Америка, таму е нели се тоа многу полесно пристапно за реклама и за осознавање на побрзо на работите. Се дознал за оваа метода дека е многу ефикасна и корисна и така почнува да се шири низ целиот свет, па така и кај нас. Така. Јас верувам дека гледачите уживаат во овие информации за некои нови, за некои веќе познати, но како и да и вие можете да се вклучите нешто да прашате, доколку сакате да ја прашате Марина, која што навистина е долги години во оваа работа и може да ве посоветува посебно ако се работи за нека одредена проблематика. Нас жените секогаш не интересира на прво место, покрај тоа да бидеме здрави и убави, интересира дали со пилатесот се добиваат брзи ефекти за симнување на вишокот тежина. Килажа. Помага пилатесот и во тоа, меѓутоа најголемиот дел од симнувањето на килажа е во кујната. Така да, исхраната, ние посветуваме внимание во нашиот клуб
и даваме препораки во врска со исхраната, значи секако ако се внимава на исхраната и ако се практикува пилатес, дека неизбежни се резултатите, иако јас ќе кажам сите ние тргнуваме првично со таа можеби желба или нагон да изгледаме добро, да кога ќе се облечеме во нешто потесно и така, меѓутоа со тек на времето всушност сваќаме дека енергијата ни е покачена, дека сме многу пофлексибилни, дека имунитетот ни е зголемен, се чувствуваме посилно, поздраво, па тој план првична замисла со која што сме тргнале да вежбаме пилатес, ја тргаме на страна и едноставно продолжуваме да вежбаме само заради чувството прекрасно кое што се јавува после вежбањето. И колку отприлика во неделата е потребно тренинг да имаме за да се забележи промена? Минимум 2, да. До 4 е многу добра, 4 пати неделно е одлична бројка оптимизма за супер резултати, меѓутоа и со 2, посебно луѓето што имаат проблеми со држење на телото, проблеми со рабетниот столб, болки во рабетниот столб, и со 2 пати ќе ја почувствуваат позитивната промена. Рече нас ни јавуваат дека имаме некој гледач на линија, ајде да го чуеме, да го поздравиме и ќе практикуваме малку вака, не само теоретски, туку и малце практично да видиме што значи пилатес на лице место во студиото на Недела во 3. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, Александра на телефон и ве поздравувам од Виена. За прв пат се јавам. Александра. Како е во Виена? Прекрасно, сончево, значи помина дождот, помина ладните денови, така да ете денес прв ден е сончево, топло, уживавме на базен, прекрасно е. Супер. Дали гледате редовно? Да, редовно ја гледам. Сакав неколку пати веќе да се јавам, но ете денес се јавувам за прв пат. И сакам да кажам дека и јас се бавам со јога, инструктор сум за деца за јога веќе едно 20 години. Практикувам јога и медитација, mindfulness, така да сум во тие води и знам зашто зборувате, да. Прекрасно. Многу ми е мило што ве има и многу се радувам што луѓето, навистина, посебно ние жените знаеме да го придвижиме светот вака по-напред и во една многу поубава слика да ги доживуваме нештата, а и да го поедноставиме животот, бидејќи овие техники ни помагаат да излеземе од стресот, да излеземе од сите оние наши рутински трчаници, да најдеме смисла во секој нов ден, така нели? Токму така, бидејќи јас сум во социјална професија, значи осознав дека ми е потребно нешто за да можам да дојдам во баланс. И затоа се одлучив на овој начин, нели, јога, медитација, да дојдам во тој баланс и да да мене ми е добро, а кога мене ми е добро, тогаш можам значи да трачам и да ја пренесувам енергијата на сите мои околу мене. На сите околу вас, така. Многу ви благодарам за јавувањето и кога ќе ја посетувате Македонија, повелете, баш ќе ни биде драго да во живо споделиме некои искуства од Виена и да ви презентираме што правиме ние тука во Скопје. Ви благодарам и секако јас би сакала и вашите книги да ги најдам, ги прочитам на аеродром, досега ги немав видено. Значи, јас ќе ја замолам режијата да ги забележи вашите податоци, бидејќи сте од Виена. Јас ќе се потрудам некако моја книга една или две да стасаат до вас, но ги молам колегите од режија да ги запишат вашите податоци и ќе искомуницираме како да ви доставиме дел од книгите, важи? Најдобро е ќе ве контактирам преку месенџер, ете така може најдобро да направиме. Ете го најдовме чарето, ви благодарам многу за јавувањето, слободно пишете ми и ќе се радувам да ви испратам некоја моја книга. Секој е добро. И на вас. Благодарам. Марина, јас мислам дека е вистинско време ние малку сега да повежбаме практично, да не изборуваме повеќе, затоа што додека не се уверат гледачите во сето она што се прави практично, навистина мислам дека теоријата нема многу да им значи. Така. Јас припремив во 3 положби вежби. Првите вежби ќе ни бидат во седечка положба. Јас не ти пречам овде? Не, слободно. Исто како да сум на час, па им објаснувам на вежбачите и на гледачите и на тебе. Овие вежби може да ги правиме ние во полесна, потешка варијанта, подигнување на нога и навидно многу едноставна, проста, би рекле, вежба. Што е тоа подигнување на нога, меѓутоа сите што имаат топка дома знаат дека и не е толку едноставна, затоа што бара баланс, бара стегнатост на јадрото, односно центарот на моќта кој што го нарекува пилатес,
Иако тој дел ни е опуштен, а ние секогаш им велиме на вежбачите да го затегнат тој дел, затоа што тој дел ни е стабилизаторот и не стабилизира, тогаш ќе личиме вака на топката и нема да можеме и нема да ни биде пријатно. Затоа на нашите часови многу внимаваме вежбите да се прават правилно и вежбачите нас да не слушаат доволно добро. И рбетот да ни биде исправен. Така, за да може да ги направат правилно вежбите, тоа ни е многу важно. Многу добри вежби на топката се и вежбите за стомачни. Имаме поддршка на рабетниот столб и тоа ни помага да не добиеме некоја повреда. И сега и тука има, како и за сите други вежби, си дозираме ние колку ни е силата. Ако се спуштиме пониско, тогаш ни е потешка вежбата. Ако се спуштиме помалку, тогаш ни е полесна вежбата. И на тој начин, исто и со положбата на рацете, ако ни се напред, ни е потешка. Ако ни се свиткани, малку ја отежнуваме. Ако ги расшириме лактите, уште повеќе отежнуваме. Ако ги подигнеме рацете, уште повеќе ќе отежнуваме вежбата. И на тој начин, исто така, можеме да дозираме и им препорачуваме на нашите вежбачи на часовите кој стадиум од вежбата да го вежбаат за нивно оптимална, односно максимална искористеност на часот. Еве ќе покажем исто така една вежба која што е интересна и го вклучува целото тело. Ова е најлесната варијанта. Убаво сме со зацврстено тело. Цврста ни е ногата што ни е на топка и го подигнуваме коленото од под. Тоа е најлесната варијанта. Малку потешката варијанта е да пробаме да го однесеме коленото кон лакт. Малку потешката варијанта е ако ја ставиме ногата на топка и пак ја спуштиме, значи, повторуваме така, а најтешката варијанта е кога би биле цело време на топка и го носиме коленото кон лакт. Така да и во оваа положба исто така може да дозираме колку сила има, колку расположение има во текот на часот, во таа фаза или во тој стадиум да ја направи положбата. Еве ќе покажам уште една положба која што исто така интересна и го вклучува целото тело и посебно раци и рамен, која што ни се на нас женските слаба точка. Во планк, полесна варијанта е кога нозете ни се свиткани, односно колената ни се на под. Исправаме кон горе, се спуштаме надоле, додека ни дојдат лактите под раменици. Меѓутоа, во оваа вежба најчеста грешка е опуштање. И тука имаме проблем, ни се јавува во рабетниот столб, или пак ни останува задникот назад и тогаш пак ништо не вклучуваме. Значи, внимаваме како го правиме движењето, а малку потешка варијанта е кога ни се колената подигнати, па го правиме движењето со рацете напред и назад. Можеме да вклучиме движење со нозе, можеме дури и скокови. И сето тоа ние на нашите часови го дозираме, баш според можностите можеби на групата, на поголемиот дел од групата, за сите да се почувствуваат дека извежбале максимум. Прекрасно. Навидум изгледа многу едноставно. Нели ќе си ја купиш топката, ги има во сите спортски продавници и ќе видиш некој туторијал или некое видео на YouTube и сите мислат дека ова сето без последици може да се вежба дома самостојно, без некој да ти го објасни сето тоа кои се последиците можеби од тоа такво користење. Но сериозно, доколку не воведе некој како ти, некој што ова знае да го работи, може да се направи и проблем, така? Точно така. Затоа препорачуваме многу внимателно вежбање, посебно кога вежбаме со топка и со други реквизити, затоа што мислејќи дека си правиме добро, ние можеби навистина многу лошо да направиме, посебно во делот на рбетот, кој што всушност и онака ни е слаба точка. Да, тој е носител на целото. Проценти од населението има некакви проблеми со рбетниот столб. И ние ако тука се опуштиме во тој дел и посебно ги правиме овие вежби што се малку потешки неправилно, тогаш навистина може да дојде до влошување на состојбата и да добиеме одбивност наместо љубов кон вежбањето и кон пилатесот. Затоа препорачувам да се вежба внимателно и што е правило на јогата, правило е и на пилатесот. Сакајте си го телото, осознајте си го телото, дознајте си ги своите можности, сакајте си ги своите можности, излезете од зоната на комфорот, меѓутоа секогаш внимавајте на себе.
прекрасно го кажа ова за крај. Токму јас ти го кажав на малку поинаков начин. Ти благодарам многу што и ти денеска ни ја направи посебна, убава и мотивирачка оваа недела во 3. Ние повторно одиме со Џулија Акустика, веднаш потоа вежбаме аеробик. Подгответе се за малку по-динамична атмосфера. I seem crazy, what I'm about to say. The sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that goes space. With the air like I don't care, baby, by the way. 'Cause I'll clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. You come bad news, talking this and that. Give me all you want, don't hold back. Well, I should probably warn you, but just fine. No offense to you, don't waste your time. Alright, 'cause I'll clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, gave nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, gave nothing. Bring me down. You bring me down, came nothing. You bring me down, love is too high. You bring me down, came nothing. Bring me down, 'cause I'll clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Happy, 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 happy. Bring me down, came nothing. Bring me down, love is too high. You bring me down, came nothing. You bring me down. Bring me down, came nothing. You bring me down, love is too high. You bring me down, came nothing. Bring me down, 'cause I'll clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Полн погодок. Браво! Браво за Јуле и за Дарко. А ние, како што рековме, вежбаме аеробик, ама пред да вежбаме малку да помуабетиме. Аеробикот, чи нам го знаат многу уште пред моите генерации, но денеска со мене е Весна Палиќ, инструктор по аеробик во Fit One, која што исто така ќе ни даде една кратка историја на аеробикот, кога е Весна дојден кај нас, иако јас го знам уште од времето од филмовите на Flashdance, Footloose и така натаму, оние филмови кога навистина почнавме да навлегуваме во едни за нас дотогаш непознати води. Така. Па конкретно во нашиот клуб, значи ние работиме уште веќе 15 години, значи 2004, а верувам дека кај нас и предходно, нели, го практикувале. Па и тој тргнал од Америка. Кенет Купер, Полин Попс, тие биле едниот социолог, другиот физиотерапевт,
авиатичари, па Джейн Фонда, нели? И од тогаш се Сите оние популарни ВХС касети кои што си ги раздававме, си ги предававме. И... Јас фатив дел од тоа време. Да, јас ти не сигурно, но јас бев тинеџерка, јас бев дете веќе во раст и развој, кој што навистина сакаше и држеше до тоа да имам добра линија од секогаш. Да. Што мускулатура? Тука предпоставувам дека целата мускулатура е вклучена и постојат конкретни вежби за секој дел од нашето тело. Да, точно. Значи, баш и дефиницијата е поврзана. Значи, вика физичка активност, имаме ритмички, аеробни движења и вклучена е задолжително популарната музика. За да имаме еден мотив, значи да можеме да бара скок, да те понесе, како што и во зумбата е вклучена она музика со тој латино ритам, за да едноставно не можеш да седиш мирен, нели? И тука не е важно колку вишок килограми имаш, ти просто те движи, сето тоа те понесува ритам. Се вклопуваш во атмосфера. Кои возрастни групи најчесто кај нас вежбаат аеробик? Па аеробикот најмногу се, да речам, универзитетските припадници, значи студентите. Има и порани, нели, средна школа, веќе кога некако почнуваме да стануваме свесни за нашето тело. Значи дека веќе, нели, се формираме, осозреваме и психички. Свеста, припадноста, одговорноста, значи сето тоа не тера веќе да размислуваме поинаку. Нешто да правиме со себе. А почнуваме и да не си ги сакаме недостатоците, сакаме да ги коригираме, така, нели? Да. Има ли група која што не е пожелно да го вежба аеробикот од одредени здравствени причини? Здравствени, па да, оние што имаат, значи, кардиоваскуларни проблеми, значи тоа треба да се внимава. И дефинитивно слабокрвните, значи треба да внимаваат, бидејќи ние сме, да кажам, може ќе звучи лошо, меѓутоа по-захтевни. Значи, одиме на сила, ставаме акцент малку на тој дел. Ние се загреваме, меѓутоа имаме и достигнување на некоја кулминација, да речам. Значи, потењето, топењето на маста, бара малце физичка активност, по-напорна. Значи, имаме скокови, движења. Колку временски период редовно тренирање аеробик може да се забележат видливи промени на нашето тело, топење на масти, губење на вишок килажа? Па, да речеме 3 месеци. Значи, претходно само било залажување, задолжително внимавање на исхраната. Значи, 3 месеци за гарантирани резултати. Да, предпоставувам и дека на сите ваши посетители, клиенти, членови на Fit1 им давате и некои препораки во врска со исхраната, дека не е само важно што јадеме, ама важно е и што пиеме, бидејќи ако ние постојано пиеме газирани пијалоци, обоени особено, а се измачуваме со диети, со скратување од леб, со скратување од шекери и така натаму, тогаш навистина ефект нема да има. Нема да има. Не. Само ќе се залажуваме. Дека да, има и такво нешто. Дека јас денеска ќе јадам што сакам, бидејќи вечер сум на вежбање, значи не. Тоа е да не се лажеме, што би се рекло. Ајде го чуеме ние гледачот, а потоа ќе започнеме и некои вежби да демонстрираме тука во нашето студио. Повелете, во програма сте. Ало? Дали имаме гледач на линија? Чинам дека немаме многу среќа овој пат да се вклучиме и да се чуеме со нашиот гледач, на тука сме ние до 16:30, ако се обидете повторно, можеби и ќе ве вклучиме. Кои се воведни вежби во аеробикот, кои што еве вака, за да не се форсира одеднаш, ти кажа дека сте малку агресивни за да се направат резултати, но сигурно има постапни вежби со кои што ги воведувате почетниците во аеробикот. Да, точно. Значи, задолжително се внимава на интензитетот и независно во една група, барем кај нас е така, значи може да има и почетници, може да има и понапредни, но може да има и подготвени веќе физички, значи подготвени вежбачи. Секогаш задолжително се потенцира на која група како треба да изведе вежбата. Значи, начинот. Почнуваме со загревање, значи дали сме надвор, во конкретниот случај ние имаме степер како реквизит. Значи, секогаш имаме загревање, па постепено воведуваме кон кулминацијата, за потоа да иде расплетот. Вежбаат ли мажите на ова наше небо аеробик или претежно жените? Претежно жените. А зошто е тоа така? Менталитет. Јас тоа сум го забележала и на часовите по јога, сум го забележала и на зумба, и воглавном на сите тие такви некои техники,
за разлика од бодибилдингот, каде што најмногу мажи го користат. Мислиш ли дека е само менталитетот или е недоволно знаење, бидејќи сите ние си патиме од недоволна информираност? Па да, во секој случај тоа што го кажавте, меѓутоа менталитетот мислам дека многу придонесува. А може и помодарството, кај нас е тоа, нели, многу влијае. Доколку некој оди некаде и ние гледаме дека има резултати, мислам дека би се свртеле кон тоа. Така да, повеќе елементи се во игра. Да, би влијаеле. Добро. Јас тука некаде би сакала сега малку да им презентираме ние практично. Практично, јас само ќе го повлечам столчето. Да. Чинам дека колегата Тонец во режија ќе ни подготви нешто музика, за малку повеќе да го сето ова да го прикажеме во вистинско светло, а вие, драги мои, следете, гледајте. После, ако не ви е јасно нешто, ќе ме прашате и Весна ќе ни одговори. И се разбира, правете промени сега и тука. Не од понеделник, не од први, не од другата недела, туку сега и веднаш. Така е. Имаме, значи, реквизит пред нас, тоа е пеперот и започнуваме. Чекор во страна, стапнуваме на степерот, со другата нога зад нас, неколку повторувања и друга страна. Ти кажам, неколку пати ми дојде и јас да ти се приклучам, ама ја реков да не ја расипувам твојава кореографија. Дополнително. Прекрасно. Ти честитам, браво. Многу благодарам. Браво. Се гледа дека на ова навистина се трошат многу калории и дека навистина има можност за брзи и ефективни промени на нашето тело, а ние жените нели сонуваме да имаме тело
Без вишоци, без наслаги, без ова, без она, без се. А сега предлагам пред да играме малку зумба и да чуеме нешто повеќе за зумбата, да погледнеме што ново има да гледате на програмата на Еден ТВ, значи ја молам режијата ни пушти малку промо и се подготвуваме за зумба. Ветивме зумбата ја оставаме на крај, а со мене е Ирина Тренчевска, исто така инструктор од Fit One за зумба. Здраво, Ирина. Здраво, Суза. Многу ми е мерак денеска што направивме една поинаква недела во 3, што ќе ја заокружиме заедно со зумбата, која што се поголеми симпатии придобива на ова наше небо, нели? Па точно е, точно е. Колку време ти се занимаваш со зумба? Па јас веќе неколку години се занимавам со зумба. Какви промени почувствува ти, кажи ми, директно од зумбата? Зумбата е многу добра за психофизичкото здравје. Многу е динамична, интересна, забавна и часовите зумба поминуваат неосетно брзо, бидејќи музиката е со различни стилови, со различен интензитет. Тоа е комбинација од фитнес елементи и неколку танци, значи на соодветна музика. Имаме, например, во еден час имаме елементи од кумбија, од самба, од салса, меренге, стомачен танц, да, од се помалку и се на свој начин има многу добро влијание. И мажи имате дефицит, гарант, така нели? Имаме двајца сега за сега. Да се живи и здрави. Да се живи и здрави и да дојдат и уште, да. Да. Подготвени сме за ова лето да им го разубавуваме. Верувам дека Fit One вчера имавте убав настан. Да, имавме вчера настан, да, и ова лето имаме промотивни цени. Од 1 јуни до 31 август цената е 1000 денари месечно во Fit One центарот, каде што се стварно многу убави условите, да, со тушеви, со стварно убави услови за вежбање и Што најчесто те прашуваат оние луѓе кои се заинтересирани, ама немаат баш некогаш и храброст, а немаат ни доволно предзнаење за сето она што е зумбата и што ќе смени таа зумбата во нивниот живот и во нивното секојдневие, дека ќе им донесе веднаш една нова насмевка, една прекрасна насмевка, тоа е повеќе од евидентно, но што друго како бенефит дава зумбата? Па најчесто вежбачките пред да почнат прашуваат дали им треба некаква претходна подготовка. Одговорот е дека нема потреба. Значи, за еден зумба час потребно е чисти патики, шиша вода, крпа за бришење на потта и удобна облека. И добра волја. Физички и добра волја, да. Дури и да, волјата секако. И не мора да имаат претходна физичка подготвеност. Значи, една песна може да се изигра на многу начини со различен интензитет. Може со 50% енергичност, со 100%, со 20%. Нормално, доколку не се форсира вежбачот, ќе има позитивен ефект и така да не е задолжителна претходна физичка подготовка. Ова лето не прекинувате, не правите пауза, не прекинуваме, не правиме пауза. Се спремате и за нашите плажи, за нашите излетнички места, затоа што знам дека ни сите овие наши познати туристички центри ги немаме многу, ама колку се толку се, знам дека често пати и таму ве има. Да, па било кое време е право време за зумба, нема и нема сезона. Зумбата нема сезона. Да. Ти ни подготви една номера со која што ќе го завршиме денешното издание и ќе им подариме една зумба презентација како сето тоа изгледа со музика, бидејќи вака со раскажување зумба не се прави. Јас како и на сите претходни наши гледачи, значи и на Марија Дибјаџо и на нашите гости од Art of Living и вас од Fit One по едно подароче имаме да ви подариме. Ова е еден многу интересен безглутенски намаз. Благодарам многу. Безглутенски намаз кој што ќе го пробате, чоколаден безглутенски намаз и безглутенски леп на нашите пријатели од Profit Nume, кој што е исклучително здрав и едно парченце од овој леп има исто протеини како и една пилешка шницла. Значи, знам дека луѓето кои што полагаат на своето здравје не го практикуваат месото и животинските производи, но јас предлагам ние да
да го завршиме овој наш разговор, бидејќи навистина денеска имавме посебно убава енергија во нашето студио и да заиграме малку зумба. Јас верувам нема да играм, само ќе те гледам и ќе учам, бидејќи јас сум многу голем почетник во зумбата, ама многу се радувам кога гледам се што вие правите. Подарочето ќе ти го земам јас. Ти подготви се, режијата може тука некаде да ни ја спреми музичката numera. Вака ќе го вратиме назад столчето, знам дека ќе ти биде потребен простор. Вака и јас ќе го вратам столчето. И воедно тука некаде ќе се заблагодарам на Джулија Акустик, кои што секогаш не разбавуваат музички нашата емисија. Ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што денес кандидевте со нас. Гледајте репризата во сабота во 16:30. Бидете здрави и живи. Почнете навреме да правите промени во вашиот живот, бидејќи летото доцни, ама ќе дојде. Верувајте ми, одеднаш ќе пукнат 40 степени, па после што ќе правиме незгодни. Мораме да бидеме згодни, ама да бидеме и здрави и убави. Затоа е тука Ирина која што ќе ни помогне со зумба да направиме промени. Ти благодарам многу, поздрав до сите членови, особено до Сања која што ни го изменаџира сето ова дружење и одиме да играме, така нели? Благодариме на поканата. Повели. Си најубаво. Quédate tranquila, no te vuelvas loca. Afloja un poquito, mami, bésame la boca. Quédate tranquila, no te vuelvas loca. Afloja un poquito, mami, bésame la boca. Yo te digo una cosa, niño, Esa cosa no va conmigo. que tú quieres ver mi cariño. De diamante quiero mi anillo. Quédate tranquila, no te vuelvas loca.